Развивање на стратегии на локално ниво за справување со климатските промени. Ова е целта на проектот на УСАИД спроведуван од Милиеу Контакт Македонија. Во рамките на проектот организираат водевна конференција, насловена како глобален предизвик локална акција во кампусот на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Проектите кои ги спроведува Штуловиот универзитет придонесуваат за здрава животна средина и покажуваат дека знаењето се вложува во решавањето на проблемите со климатските промени. Ова го изјави ректорот Замир Дика, кој го истакна интересот и поддршката на универзитетот за ваквите конференции и цели. Сакам да споделам задоволството дека ние како да сме домаќини на многу важна конференција од неколку аспекти. Прво се работи за темата која е глобална, но од тука приодот на овој проект кој е поддржан од УСАИД, како и секогаш промотор и поддршка на вакви значајни проекти за Република Македонија и за регионот. Министерот кој исто така активно се вклучува во поддршка на ваквите проекти, тука се општините и невладиниот сектор кои се важни чинители за донесување на одлуки, како да се справиме со овој глобален феномен од локална перспектива или од институционална перспектива. Исто така ова доаѓа во еден момент кога универзитетот веќе привршува проекти и конкретни чекори за до 2020 година да постане нула емисии на штетни гасови. И така со ставањето на нашите капацитети на ноу-хау и научно-истражувачките потенцијали на нашиот универзитет во заеднички активности со сите партнери кои се релевантни за оваа точка, се надевам дека ќе успееме да ги потикнеме, да секој даде инвестиција, да што поефикасно се овие феномени да можеме да ги соочиме. Посветени сме на борбата за справување со климатските промени. Изработуваме акциски планови во кои се вклучени и локалните власти, рече Абдулаќи Мадеми, министерот за животна средина и просторно планирање. Драго ми е што во овој проект се вклучена не само централната власт, туку и локалните самоуправи, затоа што и тие може да дават допринос за облажување на ефектите од климатските промени. Македонија веќе има усвоена третиот извештај за климатските промени. Ние сме една од ретките држави во регионот кои имаме таков документ во кој се вклучени сите акции, вклучени се сите засегнати страни. Во подготовка исто така и политичкиот документ кој треба да се усвои во владата, а да биде презентиран во светскиот самит за климатски промени следната година во Париз. Битно е да се каже дека ние како институција сме координатори за климатските промени, меѓутоа за да имаме конкретни резултати и конкретни акции, мора да бидат вклучени сите засегнати страни. Меѓу главните поддржувачи на конференцијата и идеите кои ќе бидат презентирани е и амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија Пол Волерс. Според него климатските промени, иако се глобален проблем, сепак најдобро се решаваат со преземање акции на локално ниво. Се соочуваме со глобален предизвик кој најдобро се решава со глобална акција. USAID работи во насока на решавање на проблемите со климатските промени. Помагаме на индивидуални земјоделци, помагаме училиштата да бидат енергетски поефикасни и поддржуваме инвестиции за енергетска ефикасност. Со тоа се зајакнуваат капацитетите на заедницата и градиме одговорни општини. Сите работи започнуваат на локално ниво, а се крупен чекор во решавањето на проблемите со климатските промени. Преку дискусиите на конференцијата првично ќе се зголеми свеста кај граѓаните за сериозно размислување за причините поради кои настануваат климатските промени. Идеите и искуствата кои ќе се споделат на конференцијата ќе доведат до преземање крупни чекори во разрешувањето на проблемите од климатските промени.